минатото се верувало дека жената е неприкосновена во кујната. На модерното време ја менува таа традиција. Кулинарството се повеќе е вештина на посилниот пол, па така во денешно време во семејните кујни многу често покрај шпоретот може да се најде и мажот. Некои повешти, некои поневешти, меѓутоа најважно е дека семејниот ручек ќе биде подготвен. За да ви помогнеме што полесно да се снајдете во кулинарските вештини, ви предлагаме во следниве 20 на минути да бидете на програмата на К1 телевизија. Предлог мени за ова денешно мени ќе биде шеф салата, пилешко во бел сос и како десерт ќе го подготвиме лава колачот. За подготовка на шеф салатата потребни се следните намирници. Најнапред се става зелената салата, претходно исечкана, потоа следува руколата, малку се промешува, потоа се става дресинг за салатата, повторно се промешува, треба да се внимава на тоа салатата да си го задржи својот волумен. Понатаму се става кашкавалот во вид на ружички. Следно што доаѓа е пршутата. Во кулинарството исто така неопходен дел од спремањето е декорацијата. За денес ќе употребиме шери домат, гранче Макдонос, и на крај декорацијата завршуваме со балзамико крем. Салатата е подготвена и е спремна за послужување. Ја подготвивме салатата, сега одиме со припрема на главното јадење. За главното јадење најнапред ни е потребно пилешко бело месо. Го пропржуваме на путер.
загреана тава. Додека пилешкото се пропржува, во меѓувреме ги ставаме како прилози со главното јадење, помфритот да се пржи. И истовремено во пилешкото ги ставаме и печурките. Да се пропржат заедно со пилешкото бело месо. Месото е веќе испржено, одиме со следната намирница, тоа е неутралната паблака. Се промешува. Ставаме бело вино. И следни што доаѓаат се зачините. Вегета, малку бибер, промешуваме, малку сол и на крај ставаме лук во прав. За ова главно јадење потребни се десетина минути. Додека пилешкото не си добие компактна смеса со сите состојки што се ставија во него. Го исклучуваме од шпоретот. Пилешкото во бел сос е готово. Го истураме во чинијата. Ги додаваме прилозите. Оризот. И секако, следно што доаѓа е декорацијата.
Главното јадење е спремно за послужување. Десертот е нешто на што најмногу му се радуваат децата, меѓутоа се надевам дека и возрастните не можат да одолеат. Денес од нашата кујна на ресторан Ла Барик 91 ќе го подготвиме десертот лава колач. За овој десерт потребни се најнапред путерот, чоколадо за готвење, следната постапка е што ова треба да се растопи на пареа. Чоколадото и путерот се веќе растопени. Ги оставаме малку да изладат и додека изладат, умеѓувреме ја уклучуваме релната да достигне температура до 180 степени. И одиме со подготовка на јајцата. Го дотураме шекерот. Ова го матиме се додека шекерот не се растопи. Шекерот е веќе растопен. Сега го дотураме брашното. Повторно мешаме добро. Додека и брашното не се соедини со претходната смеса. Сега двете смеси ги поврзуваме. Постојано мешање. Пред да се истори смесата во калапчињата, ги мачкаме со путер, за да можеме што полесно да го извадиме колачот.
Калапчињата се спремни за полнење. Калапчињата се наполнети. Сега ги ставаме во загреана рерна. Калапчињата се подготвени за печење. Се пече 8 минути на 180 степени. Лава колачот е веќе готов. Одиме со негова припрема во чинијата. Лава колачот се сервира со топка сладолед. И секако чоколаден прелив. Вака подготвениот лава колач е спремен за послужување. И не е толку битно дали ќе ги подготви сопругот или сопругата, битно е да се готви со љубов и да се користат продукти корисни за нашето здравје, бидејќи храната многу пати знае да биде и лек. Од кујната на нашиот ресторан Ла Барик 91 ве поздравуваме до следното видување.